На овој видео час ќе зборуваме за градбата на прилозите во латинскиот јазик. Во претходното видео кажавме на кој начин се градат прилозите во македонскиот литературен јазик, прилозите за начин од придавките. На истиот начин и во ова видео ќе зборуваме на кој начин се градат прилозите за начин во латинскиот јазик од придавките во латинскиот јазик. Со оглед на тоа што во латинскиот јазик има две групи на придавки. Првата група, оние придавки кои што се менуваат по втора, прва и втора деклинација, за машки и за среден род по втора деклинација, за женски род по прва деклинација, како што беше, например, Магнус 3, кој што се договоривме да го читаме Магнус, Магна, Магнум, или Бонус 3, Бонус, Bona, Bonum, или во случајов Lentus 3, Lentus, Lenta, Lentum, бавен, бавна, бавно. Значи, тоа е едната група на придавки, и другата група на придавки се оние придавки кои што се менуваат по трета деклинација, и од нив, колку да се подсетиме, имаше три видови, едни со три посебни облика за сите три рода, другиот вид со два облика, еден облик за машки и за женски род, другиот облик за среден род, и третиот вид на придавки од трета што се менува по трета деклинација бе оние придавки кои што за сите три рода има само еден облик. Сега прво да кажеме на кој начин ги градиме прилозите за начин од оние придавки кои што се менуваат по втора, прва и втора деклинација. Прилогот го градиме на тој начин што од машкиот род од придавката, во случајов Lentus 3, Lentus, Lenta, Lentum, значи машкиот род е Lentus, прво го наоѓаме непроменливиот нејзин дел, а непроменливиот дел го наоѓаме кога од генетивот го отфрламе завршетокот за генетив, во втора деклинација тоа е и, значи, и на непроменливиот дел од придавката го додаваме додаваме едно е. Пример, придавката Lentus 3, бавен, бавна, бавно, Lentus, Lenta, Lentum. Машкиот род од за оваа придавка е Lentus. Непроменливиот дел на придавката го наоѓаме кога од генетивот ленти го отфрламе ова и тоа што ќе ни остане лент е непроменливиот дел. Според горното правило, на непроменливиот дел му додаваме е, лент плюс е, и го добиваме прилогот ленте. Значи, ако сакаме да употребиме придавка, тогаш употребуваме Lentus, Lenta или Lentum, во зависност од тоа дали именката со која што дали именката која што сакаме да ја поблиску да определиме со придавка од машки, женски или од среден род, а доколку сакаме да го употребиме прилогот бавно, тогаш употребуваме ленте. Например, ако сакаме да кажеме бавна војна, Lentum bellum. А ако сакаме да речеме бавно читам, ќе речеме Lego lente. Да ја земеме придавката Pulcher 3, која е исто така придавка од втора, прва, втора деклинација. Pulcher, pulchra, pulchrum, убав, убава, убаво. Непроменливиот дел од машкиот род од придавката е pulchri, го отфрламе ито, па pulch, и додаваме едно е и добиваме pulchre. За разлика од македонскиот јазик, каде што средниот род од придавката е ист со прилогот, во латинскиот јазик, во овој случај, кај придавките втора, прва и втора деклинација, тоа не е така. Средниот род од придавката, гледате, завршува на ум, а прилогот завршува на е. Да видиме сега како се градат
прилози за начин од придавките кои што се менуваат по трета деклинација. На истиот начин работиме со непроменливиот дел од придавката. Кога на непроменливиот дел сега не му додаваме е, туку му додаваме итер. Пример, придавката акер акрис, акре, придавка значи од оној вид од трета деклинација со три облика, акер за машки род, акрис за женски род и акре за среден род, остар, остра, остро. Кога на непроменливиот дел му додадеме итер, а непроменливиот дел беше од обликот за генетив, кој ќе го отфрлиме завршетокот за генетив, значи генетив е акрис, па го отфрламе ис, па добиваме акр, и плюс итер го добиваме прилогот акритер. Значи остро, ако сакам да речам зборувам остро, акритер. Ако сакам да речам остро копје, например, тогаш во зависност од тоа кој род е именката во латинскиот јазик со кој што означуваме копје, ја употребуваме придавката акер, акрис или акре. И уште ни остана да кажеме нешто за градбата на прилози за начин од придавки кои што се менуваат по трета деклинација, но кои што во номинатив завршуваат на нс, а во генетив на нтис, односно се основи на нт. Прилозите од овие придавки ги правиме кога на непроменливиот нивни дел додаваме ер. Така, например, придавката констанс, константис, постојан, постојана, постојано. Ако сакаме да речеме, например, постојано зборува, тогаш ни е потребен прилог од оваа придавка. А прилогот го правиме кога на непроменливиот дел, а тоа е констант, а непроменливиот дел од придавката го добиваме кога од генетивот константис го одземаме завршетокот за генетив is, значи констант, и додаваме едно ер и добиваме константер. Пример, либенс, придавката, задоволен, задоволна, задоволно. Непроменливиот дел либент, додаваме едно ер, либентер, со задоволство. На тој начин го правиме прилогот со задоволство. Во врска со градбата, значи, на прилозите за начин во латинскиот јазик, нека биде доволно. Во наредното видео ќе кажеме како се степенуваат прилозите во латинскиот јазик.